Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Да, во рекламата пишува 4 дена и си ослободен од сите болки за цел живот. Измамата со кремот се уште функционира, зашто институциите се уште го проверуваат случајот. Некој си профитира на нечија несреќа што е трагична. Конгресот на ВМРО ДПМН е виден низ друг агол. Лавот е најсилно суштество на планетата, но кога ќе му се соберат десетина хиени, по кратка борба и тој ја напушта битката. Беше и екс-вице-премиерот Пешевски, иако некои известуваа дека бойкотира, а и министерот во владата на Заев, Садула Дураку. Македонија заиста створила момент кој Брисел мора да загрли на неки начин и да го приближи себе. Зашто во изминатата деценија Брисел беше директен актер во задржувањето на статус-квото кое произведе изолирана и киднапирана држава. Кои маски најдобро штитат од аерозагадувањето? Па викат дека тие поскапите као биле поефикасни. Мислам дека нема голема полза тоа. Тие што се 120 денари ги промовираат дека можат да издржат 5 дена, а јас пробав така, значи од еден ден повеќе не можат да издржат. Истражувавме кои се светските стандарди и дали такви маски има на македонскиот пазар. Се чини дека испуштат тие венеричните заболувања више, како се викат, што го има во книгата, олово. Тоа олово е претешко за народот, за дишењето. Саботажа. Останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Кремот што се рекламира дека лечи болки во зглобовите за само 4 дена и понатаму непречено се продава во Македонија. Откако 360 степени минатиот понеделник објави за измамата на која се изложени граѓаните, беше деактивирана едната веб страница за нарачки, а на другата беа направени измени во начинот на рекламирање. Но ништо од ова не е резултат на реакција на институциите, туку само иницијативно прилагодување од компанијата што го продава кремот. Надлежните органи велат дека постапуваат, но резултати нема. Зоран Јовановски. Веќе не функционира една од веб страниците на која се рекламираше производот кој наводно слободува од болка во зглобови за 4 дена, а на која беше злоупотребено логото на Министерството за здравство и името на една скопска клиника. Откако го објавивме случајот, на Facebook страницата на 360 степени ни пишаа повеќе имена кои биле жртви на залжувачкото рекламирање. Редно беше некој да проговори за лажните масти кои се нудат и ја користат маката на луѓето за многу пари, а малку или без ефект. Јас употребив таква маст и немав никакво подобрување. Многу им е бомбастична рекламата. Јас нарачав, ама во последен момент во пошта го откажав. Јас веднаш се посомневав, бидејќи ги најдов и прочитав и двете реклами, а сомнително ми беше и тоа што бараат по голема количина да се порача наеднаш, но не знаев каде да се обратам. Авдо Ходжич од Скопје напиша дека се е лага. Го контактиравме и ни раскаже дека тој го нарачал кремот сакајќи да ја помогне на својата сопруга, која има болни зглобови. Да, во рекламата пишува 4 дена и си ослободен од сите болки за цел живот. Што е неверојатно и ја на тоа не би поверувал. Јас поверував прво што стои горе на логото од Министерство за здравство на Република Македонија и докторите кои што се божем нашле честни поштени и се осмелило да кажа дека тоа е добро. Ходжич сега се чувствува измамено и бара институциите докрај да го истражат случајот. Па институциите треба да реагираат веднаш да се испита тоа дали тој лек е навистина регистриран во Македонија, Република Македонија, дали е ефикасен, што во него се состои, дали е цената која што дали треба некој да одговара за лажно представување на некои си ликови, доктори, дека они го потврдиле тоа, она и значи треба да си одговара за тоа. И морално и кривично и било како, бидејќи се работи за по моја чиста превара. А еве до каде стигнаа, односно не стигнаа институциите. Од Министерството за внатрешни работи не информираа дека превзеле активности во соработка со Министерството за здравство, но признаваат дека веб страницата не е повлечена поради тоа
туку најверојатно сопственикот самиот ја деактивирал. Според информациите од Царинската управа пак, производот во земјава се увезува од Русија, под трговски опис креми за кожа. Дозвола за увоз дал Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Оттаму речиси една недела чекаме одговор. Како ја дале дозволата за увоз и што ќе превземат во овој очигледен случај на залажувачко рекламирање, што и самите го констатираа. Но се уште функционира втората веб страница, на која пишува дека кремот го препорачува извесен доктор Константин Георгиев. Само што сега тој веќе не е од клиниката Пан Житрев, туку е само лекар од Скопје. Веќе не стои дека наводното интервју со докторот е дадено за македонската радиотелевизија. Ова се прилагодувањата направени во начинот на рекламирање, а за да провериме дали производот и натаму се продава, решивме повторно да го нарачаме. Една свичка е недоводена користење. Значи, кога препораките на производството сега имаме и попусти за 6.800 денари. Едно пакување да бидете подарок, значи 4 креми имате, вие ще ги купувате и едно подарок, скупно, значи 5 креми. Јасно, добро име за почеток би сакала една крема да. Пробна терапија, има проблем, ќе испратиме таа, ќе се уверите во резултатот и повторно ќе може после тоа да оставите барање на сајтот за да ги направиме поголемите списки. Да прашаме ефикасно разнесувате често води ваки? Многу. Да? Само низ Скопје или има Цела Македонија? низ цела Македонија? По 200-300 пратки имаме дневно, само од нив. Кај се други работи. Само ако може 2350 денари треба. По 300 пратки на ден велите. Шо велат луѓето, ефикасно ли е ова? Сега не знам сега ти кажам. Некој нарачува ти по 2 пати. Да види што е тоа. Благодарам многу. Комуникологот Бојан Кордалов вели дека интернетот е море од информации кое тешко се става под целосна контрола. Границата меѓу слободата да се користи и злоупотребата е поле на кое треба да се работи. Никој не може да исконтролира директно и веднаш дали ги почитувате основните правила и не. Ако на ова додадеме дека законите кои што важат во секојдневието, во реалноста се истите кои што важат во интернет просторот, тогаш доаѓаме до одговорот дека секој од нас, независно дали користи интернет или социјални медиуми за лична употреба или како правно лице, компанија, организација и слично, мора да ги почитува истите закони и одговорен пред позитивните норми. Токму поради немањето 100% на заштита од измами, Кордалов смета дека граѓаните треба самите да бидат свесни за опасностите и да проверат пред да поверуваат во нешто. Но голем дел од одговорноста ја гледа кај институциите и самите социјални медиуми. Кога би сакале целокупната слика да ја гледаме и тоа како социјалните медиуми имаат општествена одговорност, одговорност кон своите корисници, одговорност кон сите да овозможат што е можно побезбеден интернет, да овозможат што е можно посигурен простор, бидејќи сите ние кои што сме се решиле да бидеме дел од тој клуб, од тие корисници на социјалните медиуми, треба да чувствуваме полна приватност и сигурност таму. Не постои процес на никакво противправно организирање или функционирање кое што се решило веднаш, туку имаме само процес на надпревар. Значи се појавува нешто што не е во ред, односно што е противправно, кривично, тоа се санкционира, па се јавува друг облик, па се јавува одбрана против тој облик и така натаму и така натаму. И додека трае тој надпревар, измамениот пензионер Авдо Хоџиќ се надева дека на крај нема да победи оној што мами. Па видите, стара поговорка, давеник за сламска се фаќа. Ако некој има мака, он е во состојба и во стајње да оди да побара лек било каде. Па нели, одат доđeva кај попови, кај оџи, кај бајачи, кај преваранти и така натаму и така натаму. И за ова исто човекот ќе се намами за тоа да земе да си помогне. Меѓутоа испаѓа дека лекот не е ефикасен. И тука е чиста измама. Некој си профитира на нечија несреќа што е трагична. Ова е илустрација за тоа како инертно реагираат институциите кога нештата се очигледни.
Може само да се предпоставува што се случува кога системот треба самоиницијативно да постапува. Овде имаме уште една пауза, по која ќе гледате. Конгресот на ВМРО ДПМН е виден низ друг агол. Во нашата партија нема продавници, ние сите сме едни и не треба да има раскол. Беше и екс-вице-премиерот Пешевски, иако некои известуваа дека бойкотира, а и министерот во владата на Заев, Садула Дураку. Македонија заista створила момент кој Брисел мора да загрли на неки начин и да ga приближи sebi. Кои маски најдобро штитат од аерозагадувањето? Па викат дека тие поскапите као биле поефикасни. Тие што се 120 денари ги промовираат дека можат да издржат 5 дена, а јас пробав така, значи од еден ден повеќе не можат да издржат. Истражувавме кои се светските стандарди и дали такви маски има на македонскиот пазар. И понатаму сте со 360 степени. Во деновите кога загадувањето на воздухот е енормно високо, второто име за Скопје е град на маските. Па проверивме, знаат ли граѓаните какви маски треба да купат и какви маски се достапни во Македонија? Се водили сметка за стандардите? Петар Клинчарски истражуваше. Со секој нов бран на енормно загадување на воздухот во градот на маските, се случува и нов бран на потрага по маски во аптеките. А таму... Маски за загадување? Нема. Буквално никакви? Не, никакви. Најобични има 8 денари, хирошки. А овие што се со активен јаглен са? 900 денари си иначе. А од кога нема? Еве 3-4 дена. Би требало да пушти. Имавме со активен јаглен, тие беа околу 200 денари, трае 72 часа. Претходно имавме исто со активен јаглен, 120 денари за 5 дена. Сега овие не стигна. Само за 24 часа, значи за едно дена ноќе. Знаат ли граѓаните каква маска да купат? Од каде добиваат информации за нивото на заштита? Некои сами пребаруваат на интернет, други се советуваат со лекари или аптекари, трети купуваат по препорака од пријатели. Па викат дека тие поскапите као биле поефикасни. Така викаат, а меѓутоа, ако вака продолжи, не знам што ќе биде поефикасно. Сметам дека нема голема полза тоа. Сепак се вдишуваат тие се толку ситни честички, а тие што се маските убави што викаат дека заштитуваат, се многу скапи. Со филтри, со ова, со она, мислам дека се тие нешто по-добри, по-превентивни за загадувањето. Сега малце ведро е, нели, дувна ветре, ама нема да го чекаме тоа, така да ќе се спремиме за маска, мора, нема друг начин. Скопје едно на која маска е ефикасна, која не е? Па од аптекија ни рекоа дека има, сега таму ќе видиме. Сигурно цената е пресудна, што е поскапа подобро. Тие што се 120 денари ги промовираат дека се носат, можат да издржат 5 дена, а јас пробав така, значи од еден ден повеќе не можат да издржат. Поиздржлива маска е 1000-арка, кој може да се дозволи да се обезбеди. Поради различните информации, 360 степени направи блиц истражување за ефикасноста на маските. Постојат европски и американски стандарди за маските за лице. Стандардите на ЕУ разликуваат 3 категории на маски, означени со кодовите FFP1, FFP2 и FFP3. Сите 3 типа ги задржуваат и PM10 и PM2,5 честичките, но со различна ефикасност, од 80 до 99%. Американската категоризација ги користи ознаките N95 и N99, а разликата повторно е во нивото на задржување на опасните честички. Овие стандарди се прифатени и се спроведуваат од Институтот за стандардизација на Македонија. Оваа маска купена во Скопје ја има американската ознака N99. Има филтер и активен јаглен, произведена од американска компанија во Јужна Кореја и во упатството пишува дека ги филтрира опасните честички со ефикасност од 99%. Нејзината цена во аптеките беше 890 денари.
Македонската агенција за лекови дала одобрение за овој производ и овој тип на маски да се најдат во продажба во ноември минатата година. Меѓутоа, стандардите се предмет на разногласие кај лекарската фела. Можам да кажам дека единствено што може би е докажано дека тие маски помагаат оние што се со активен јаглен, меѓутоа и тие не се волшебни. Со оваа теза не се согласува пулмологот Ангел Чандоновски. Научна подкрепа стои за секоја спецификација на одредена маска. Ние кога и да отвориме пребарувач некој кој што ќе ни каже соодветно, значи стои таму и студија врз какви честици со какви честици е работено и е докажана нивната, како да кажам, корисност од тоа што е регистрирано. Секој дека тој продукт е регистриран продукт, тој продукт не може ни да помине и никаде во Европа па ни во нашата држава без да биде регистриран. Но кога се поставува главното прашање, каков тип на маски препорачуваат докторите, нема јасен одговор. Од клиниката за пулмологија, иако изминатата година, ги повикаа граѓаните да се обратат кај нив за совет околу изборот на маска, годинава не се огласија. Директорот на Институтот за белодробни заболувања во Козлепак се повика на лекарската етика и не упати одговори да бараме во аптеките, иако не станува збор за брендови, туку за стандарди. Ние не можеме да дадеме конкретно таа и таа препорака, бидејќи би било тоа фаворизирање на одреден момент. Ние секако тоа не смееме да го направиме, тоа не е етички од наша страна, нити па ќе биде направено. Затоа викам, релевантните институции се тие кои што се повикавме и претходно, кои што може да кажеме тука и Агенцијата за лекови, кои што ги тие помагала регистрира. Тука се и оние институции кои што го прават сето тоа истражување на тие продукти за да би биле внесени во нашата држава. Мислам дека одговорот треба таму да се побара, јас пак ќе кажам, имаме широк диапазон на тие маски во нашата држава и тие треба да бидат користени. Конкретно мислење добивме само единствено од професорот на Институтот за јавно здравје, Драган Ѓорѓев, која користи американската номенклатура. Ознака N95, N99 е битна, значи дали 95% пречистуваат овој ранг од 0,3 микрони до 10 микрони или 99 кој што е уште по-ефикасно. Повторно, сега изборот би бил и према вулнерабилноста на групацијата, имате хронични болни, имате астматичари кои што ќе барат многу поголема филтрација, да кажем, измеѓу, иако не е толку голема разликата меѓу овие 2,95-99. Значи, вулнерабилните групи, ако веќе мора да излегуваат, секако дека треба да ги имат. Децата се исто така вулнерабилни, а посебен фокус е на работниците кои што работат во отворено, каде што и уште повисок степен на филтрација, бидејќи имате маски со 1, 2 или 3 филтра, па после доаѓа активниот јаглен или помалку филтри пред активниот јаглен. За овие кои што навистина работат на отворено, имате безброј градежни работници кои што се изложени скоро цел ден на сите видови на аерозагадување кај нас, тој повисок степен на филтрација е да кажеме препорачлив. Некои од маските што се препорачуваат за употреба ги нема во аптеките, туку во продавниците за ХТЗ опрема, зашто се користат во градежништвото и индустријата. Професорот Ѓорѓев се сеќава дека до пред 10 години маските што се увезувале прво биле тестирани во институтот во кој работи, па потоа биле пуштани во продажба. Сега нема такви лабораториски тестирања. За маските што се користат како медицински помагала, контролата е препуштена на Агенцијата за лекови, но само врз основа на документацијата од странскиот производител. Државата треба да процени дали увозот на тие маски ќе подлежи на некакви одобрувања, било само на документацијата која доаѓа со нив, или ќе оформи лабораторија и капацитети на лабораторија каде што ќе се тестира веродостојноста. До тогаш, пак велам, по принципот на увоз на други видови на материјали кои влијаат врз здравјето, во колку целата таа документација е комплетна и доваѓа од референтна земја, референтна институција, верувам дека тој систем ќе оди многу побрзо со проверка на документација, него со експериментално тестирање. Од надлежната Агенција за лекови тврдат дека се води сметка за квалитетот. Од надлежната агенција тврдат дека ниедна маска не може да се најде на македонскиот пазар ако не ги исполнува стандардите. Увозот се одобрува само дури откако ќе се помине целиот процес на регистрација, уверуваат од агенцијата. Останува уште лекарите да се усогласат која од овие маски е најсоодветна за користење во услови на нашето аерозагадување.
Вонредниот конгрес на ВМРО ДПМН помина во знакот на внатрешните турбуленции и изборот на нов лидер. Славица Филиповска се обиде да го види собирот во Валандово низ друг агол и да ви презентира детали за кои немаше простор во викенд извештаите на медиумите. Ретко кога на вакви настани вниманието е насочено кон тепихот за пречекување гости, но не поради тоалетите и не дека ги немаше. Туку зашто беше важно да се види кој ќе дојде и кој ќе отсуствува. А првото впечатливо отсуство беше меѓу новинарите. Ги немаше оние без кои доскоро не можеше да помине ни еден голем собир на ВМРО ДПМН. Уште на почетокот стана јасно дека доаѓаат и такви што ја потпишаа иницијативата за одлагање на конгресот, како поранешниот штипски градоначалник Килчо Захариев или поранешниот велешки градоначалник Славчо Чадиев. Уште една работа беше впечатлива на влезот. Кутијата во која се собираа пари за притворените за настаните од 27 април, или уставобранителите, како што ги нарекуваат од партијата. И меѓу нив има делегати, но тие не можеа да дојдат во Валандово. Од тројцата братучеди што палеа и гасеа во изминатите 10 години, прв пристигна Владко Мијалков. По него дојде брат му Сашо Мијалков и меѓу оние што чекаа надвор најде стар познаник, поранешен колега од МВР Иво Котевски, кој сега е директор на Центарот за комуникации на партијата. Третиот братучет, Никола Груевски, не го напушти манирот да доцни. А кога влегува тој, сите се на нозе. Меѓу гостите препознатливи лица од коалицијските партнери на ВМРО ДПМН, неизбежниот Слободан Угриновски од Титови леви сили. Имаше еден министер, подпредседателот на ДУИ Садула Дураку, кој раководи со ресорот животна средина во владата на Зоран Заев. Друштво му правеше пратеникот од ДУИ, Реджаил Исмаили. Одговорницата се редеа поздрави. Да ви ги пренесам поздравите од членовите на Социјалистичката партија на Македонија, а посебно од поздравите од нашиот председател Љубисав Иванов Дзинго, кој од оправдани причини беше спречен да присуствува на овој ваш конгрес. Дзинго изнуди аплаузи, иако неговата сител сега ни одблиску не е тоа што беше за ВМРО ДПМН во минатото. Аплаузи за работи и Стефчо Јакимовски од Гром, кој се обиде да го утеши Груевски за заменувањето. Лавот е најсилно суштество на планетата, но кога ќе му се соберат десетина хиени, по кратка борба и тој ја напушта битката. Но лавот останува лав, а хиените ќе си останат хиени. Тие секогаш ќе бидат лешинари. Рече Јакимовски. Забележливо остана местото на кое седеше актерот Тони Михајловски, во ист ред со Груевски, со новиот лидер Христијан Мицкоски и со Сашо Мијалков. Меѓу присутните беше и новоосомничената од СЈО Силвана Бонева, а речиси неразделни беа екс-министрите Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски. Задачата да ја прочита резолуцијата за осуда на политичкиот прогон и припадна на Дијана Трнталовска, основач на партијата и една од подписничките на иницијативата за одлагање на конгресот. Се спроведува од страна на СДС врз политичките неистомисленици. Од оние што се подпишаа на иницијативата, а сепак дојдоа во Валандово беше и пратеникот Крсто Јовановски, но многу столчиња останаа празни. Жалам што конгресот се случува во вакви емотивни и невообичаени околности, кога нашата партија е истовремено нападната однадвор, но и под внатрешен притисок и неразбирлива реакција од наши членови, со кои до пред една недела делевме добро и лошо, и не слутевме дека по неколку дена нема да го препознаеме нивното однесување. Брилијантниот политички ум, како што Груевски го опишува својот долгогодишен шеф на кабинет Мартин Протогер, повторно ги следеше на станите од втор план. И почна гласањето со ливчето на кое имаше само едно име. Во избирачкиот одбор беа главно млади активисти. Добија и пофалби дека биле многу поефикасни од ДИК. Груевски и Мицкоски гласаа еден по друг. Кај избирачката кутија можеа да се забележат и ликови кои подолго се немаа појавено на јавни настани, како поранешниот министер за труд и социјала Диме Спасов.
Гласаше и екс-вице-премиерот за економија, Владимир Пешевски, иако дел од медиумите го вбројуваа меѓу оние што го бойкотираат Фаландовскиот конгрес. Откако се заврши, Мицкоски беше прогласен за нов председател и ги прими честитките од сопартиците. Прашавме некој од нив дали Груевски не му врза јамка околу вратот на новиот лидер, со обвинувањата за оние што не дојдоа и со тврдите ставови за некои важни државни прашања. Сметам дека никаква јамка не му врза на новиот председател. Новиот председател си има капацитет, новиот председател има поддршка од делегатите на ВМРО-ДПМН. Очекуваме новиот председател да продолжи со работа во насока на јакнење на партијата и во насока на стварање на услови за побрзо враќање на партијата на власт. Се согласувате ли дека дел од вашите колеги пратеници му забија нож во грб на Груевски? Јас не би сакала да се мешам во лични работи, навистина не сум упатена во тоа. Но сепак тоа се ваши колеги кои што беа директно обвинети за предавство на партијата. Тие се мои колеги и според мене во нашата партија нема предавници. Ние сите сме едни и не треба да има раскол. Треба сме сложни и единствени. Присуството на поранешната власт го искористија активистите од граѓанската иницијатива Спас за Валандово. Со истакнати транспаренти, уште еднаш испратија порака за запирање на изградбата на рудникот Казандол. Вечера ние сме тука затоа што спротивно од улицата стојат многу луѓе кои што се одговорни за ова што се случува во Валандово и во регионот пошироко со рудниците на смртта. И сакаме да кажеме дека ние нема да станеме со нашата борба се додека рудниците не застанат и сите оние кои што нема да помогнат во застанувањето на рудниците со работа ќе ги сметаме за соучесници. Салата остана празна, се испразни кутијата за донации, а празно остана и Валандово кое волку гости гледа само за фолк фестивалот. Од даманетот што Груевски му го остави на новиот лидер Мицкоски, освен пораката дека треба да расчисти со внатрешното предавство, ќе остане да се анализира и делот посветен на името на државата. Што сакаше Груевски да му каже на Мицкоски кога рече, цитирам, се очекува токму ВМРО да го чува грбот на Македонија при решение за името, да помогне на државата, дури и на СДС за што подобро решение, но евентуалното вклучување на ВМРО не смее да е само шминка и да се истера некое решение кое е крајно неповолно. Завршен цитат. Дали Груевски на ваков начин му даде пас на Мицкоски да се вклучи во процесот за решавање на спорот, чие интензивирање се очекува во првите месеци од 2018-та. Владимир Мирчевски разговараше со повеќемина соговорници за возможното на тој план во наредната година. Македонија заista створила момент кој Брисел мора да загрли на неки начин и да ga приближи себе. Macedonia has done so much that it deserves to get this modest but important perspective. Во интерес на ЕУ за да прогласи 2018 за успешна година за Западен Балкан и Македонија да тргне еден или два чекори напред. Три различни соговорници од различна професионална дистанца со ист заклучок. Дека колку 2018 е важна за Македонија, толку евентуалниот успех на Македонија да ga приближи себе. Macedonia has done so much that it deserves to get this modest but important perspective. Во интерес на ЕУ за да прогласи 2018 за većeg normalnog rješenja za čitavu regiju, a može i da bude na neka vrsta anomalije u jednom kontekstu koji je u većini drugih zemalja u regiji autoritarno nastrojen, može da bude anomalija koja potvrđuje pravilo. Sad još uvijek, ja mislim da je još uvijek prerano da se dođe do finalnog suda, ali je jasno da su očekivanja u ovom momentu prevelike, da to jeste opasnost, a i da su šanse da se na jednoj zdravoj, transparentnoj, etičkoj, političkoj osnovi izgradi neki novi moment, ne samo za Makedoniju, nego za cijelu regiju. Во рамките на стратегијата за проширување која што ќе биде објавена во февруари, се очекува да и најдат место сите држави и тоа за сите да биде отворена перспективата за членство во ЕУ. Прашање е дали и какви рокови ќе бидат поставени, бидејќи и по тоа прашање имаат голем број на држави членки различно мислење, дали има потреба или нема потреба од временско дефинирање на следното проширување. Србија и Црна Гора се во тек на преговори за членство со ЕУ, за разлика од сите останати. Меѓутоа, Македонија и Албанија се државите кои што треба да
земат залет и во 2018 година да добијат датум за почеток на преговорите, доколку ги исполнат условите кои што се определени со реформските планови на двете држави. Што станува со работата која што дома треба да ја заврши Македонија? Знаеме дека добивме така наречена скусена листа на приоритети. Да кажеме, меѓу нив се 3 покрупни законски решенија кои што се уште немаат епилог. Зборуваме нели за укинување на Советот утврдување факти, пренесување на неговите ингеренции повторно во Советот, во судскиот совет и на крај измените во законот за заштитени сведоци. Најголем дел од тие работи се веќе остварени. Објавувањето на извештајот за АКМИ системот, односно неговото составување и предавање на надлежните институции е готово, усвојувањето на стратегијата за реформи во правосудството е завршена работа. Наскоро ќе треба да се усвои стратегијата за реформи во јавната администрација. Законските текстови кои што ги спомнавте веќе се во собрание и според планот на работата на собранието се очекува идната недела, последната недела од оваа година да бидат усвоени, донесени во собранието. Исто така пакетот закони поврзани со реформите во системот на разузнавање веќе идната недела ќе се најдат на седница на влада за усвојување, така што најголем дел од оние работи кои што ги договоривме се на пат да бидат остварени или се веќе остварени. Сад е питање на шта Македонија може да учини, а шта Брисел треба да уради за узврат. Дали се рецимо у подручју борбе против корупcije, reforme pravosuđa, stvaranja transparentnog okvira za strane investicije, reforme medijskih zakona, drugačija praksa prema medijima, transparentnost rada parlamenta, odnosno povrat diskusije i debate u parlament koji je bio blokiran, de facto reduciran na jednu fasadu, da li na taj način Makedonija može da krene naprijed i da na neki način i neovisno od onoga što se desi sa Grčkom, privoli i prisili na neki način Brisel da otvori recimo konkretno neke možda nove fondove od 2018. 2019. iako Makedonija još nije članica, da se započnu pregovori, da se možda nađe neki kompromis za započinje pregovora po nekim poglavljima. Какви се сигналите кои што ги добивате за прашањето со името кој што го имам со Грција, кој што де факто ќе влие на процесот приближување кон Брисел? На вистина постои желба и од грчка страна и од страна на европските институции да помогнат да овој проблем биде решен на вистински начин за да биде одржливо решението, прифатено од сите и да предизвика одблокирање на процесите за зачленување на Македонија во ЕУ и во НАТО. Ова може да се покаже како уникатна за подолго време. Во 2018 година ќе биде година на поддршка на државите од Западен Балкан и тој бран Македонија треба да го искористи, но тој бран треба да го искористи и Грција, затоа што веруваме дека и во интерес на Грција е овој долгогодишен проблем да се реши на вистински, добрососедски европски начин. Треба да се гледа и пошироката слика, вели за 360 Калман Мижеј. Според екс-функционерот на Европската Унија, долгогодишен представник на Брисел во Молдавија и Украина. Преку Македонија, Брисел искуси што може да се случи кога Балканот предолго е оставен без јасна перспектива и поттик за напредок. I really hope that the Balkans is going to go in the right direction. The Balkans is full of challenges. What Macedonia went through in the last years, kind of closing down the democratic space, can happen in some other countries. There is a tendency towards it. I personally believe that the EU has to be a very strong guardian of open democracy with media pluralism and equal access of political parties to competition. Now you have it in Macedonia, and Russia is not a friend of this process. Сите овие пораки засега звучат како новогодишни желби, бидејќи равенката за Македонија е сложена и со многу непознати. Најмногу поради неизвестност околу прашањето за името. Дали новата реторика од Брисел треба да биде гаранција дека Европската Унија нема да дозволи Македонија повторно да се лизне? Оценката повторно би била воздржана, зашто во изминатата деценија Брисел беше директен актер во задржувањето на статус-квото кое произведе изолирана и киднапирана држава. По ова ќе одиме на уште една пауза, а ве поканувам да бидете и понатаму на Алсат, зашто по неа следува саботажата.
Да го видиме новото издание на Саботажата во авторство на Сречко Поповски. Никогаш и за ништо не бил виновен, се е продукт на систематската некоректност, неправедно и тенденциозно однесување кон него, која доживеа својата кулминација на прошталниот конгрес, кога тој, а не кој било друг, со право забележа дека е жртва на постојани предавства и изневерувања. Еден од најбрилјантните умови на македонската политичка сцена, господинот Мартин Протугер, ми раскажа како на некој пријател му рекол за мене: човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе и не ножеви, туку ножиња во грб. Тапа Џонсон нема врска. Потенцирањето на таа блескава мудрост која бликала од главата на неговиот најблизок соработник и доведе до тоа последното од тие мали сечила да биде вметнато како главна референца во епохалниот говор за разделба, во кој со истиот, стандардно недуховит речник наместо шега, се предизвикува навред. Оно што е значајно, а благодарејќи на брилијантниот пишувач, помина незабележано е дека цитатот не е на Груевски, туку не еден од редицата носачи на мали ножиња. Поранешниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски направи една компарација и една илустрација, па вели, кога сегашниот министар за надворешни работи на Македонија на пресконференција со колегата од Грција вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Тоа може сликовито да се илустрира со еден пример од типот како кога студент во студентски дом влегува во собата на својата колешка, која е комплетно соблечена и подготвено го очекува и му вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Значи не следат буквално не со лупа, со дурбин. Тие што ќе ја препознаат новата можност, ама ќе се залетаат и без заштита ќе ја искористат, се соочуваат со сериозен проблем. Болеста, она што произлегува од искористената можност, лесно се фаќа, ама тешко се лечи. Најважно од се е сепак да се знае дали е тоа вистинскиот извор од кој била предизвикана заразата. Венерични заболувања. Па тоа од месеците. Од месеците, некогаш некои месеци се што испуштаат нивни кислород, така да човекот без кислород не може, ама со многу кислород и ми се чини дека испуштаат тие венеричните заболувања више, како се викат, што го има во книгата, тоа олово. Олово. Тоа олово е претешко за народот, за дишењето. Тапа Џонсон нема врска. Оваа преопширна дефиниција сепак открива дека не сме само на мака од алуминиумот, туку вината треба да се бара и во други типови на метали кои се испуштаат во воздух. За несреќата да биде поголема, според најновите математички откровенија во троцифрената агенда на владата, се крие таен код преку кој мош нејасно се отчитува и станува очигледна незината директна поврзаност со сатаната. 369, кој нели во една прилика баш тука реков дека нивниот збир е 18 делено на 36, што е ѓаволски символ. Значи не следат буквално не со лупа, со дурбин. А ѓаволот во политиката на вистина секогаш е во бројките, особено во оние што ја детерминираат парламентарната и владината аритметика. Таа болест не само што не е венерична, иако е предизвикана од непримерно мешање секрети, туку не е ниту дерматолошка, бидејќи се тоа образи кои очигледно се имуни на каква било инфекција. Криво седи, право суди. Груевски покажа нов начин на менаџирање со владата. Сите тие ќе одат во шутка и ќе пеат цела шутка во Маровски затвор. Ја не идам, ако треба и опозиција ќе останам. Јас сум си верен на ВМРО-ДПР, со мојата партија и си останам доследно. Тоа све што е кажано до сега, тоа е све некои манипулации, но има шанси и со ДУИ, има и со СДС шанси. Но лавот останува лав, а хиените ќе си останат хиени. Тапа Џонсон нема врска. И на крајот, небото над Белата палата е бајги потемнето од мршојаци. Нашиот народ бара светлина и надеж.
Дали ние ќе бидеме тоа? Може би, повторно ќе кажам, претенциозно да. Но ако ме прашате дали знам, искрено повторно ќе кажам не знам. Искреноста во политиката и не е нешто особено добра карактеристика, но далеко е подобра од недостигот на оптимизам. Тоа е израз на немоќ. Овде завршува вечерашново издание. Имам уште едно во оваа година, в петок од 22:30. Бидете повторно со нас. Пријатно.